огромна чест денеска да бидам дел од новогодишната вечера на едно традиционално кинеско семејство и уште поголема чест да бидам во друштво на собственичката на кинескиот ресторант Звезден океан Силвија и од неа да дознам многу повеќе за оваа ноќ, односно не е една ноќ, нели 15 денови, па ќе слушнеме накратко нели за што се работи. Најпрво ти благодарам многу што ме поканивте, што ме примивте да бидам дел од една ваква вечера. Забележувам прекрасна трпеза, значи многу јадења, избројав точно 8. Дали тоа е некоја бројка што редовно се применува и какви све јадења има? Дали е ова тој стандард на јадења што го применувате за новогодишната вечер или слободен стил можете што сакате да одберете за оваа вечер? Има ли нешто врска овој избор што го направивте денеска за оваа вечера? Пред се да ве поздравам и да ве кажам дека многу ни е мило што сте дел од овој празник, бидејќи во Кина, кинеската нова година ја доживуваат многу емотивно и духовито, нешто слично како кај нас што е Божик. И секогаш за овие празници, значи кинеската нова година трае 15 дена во Кина, вратата е отворена на сите пријатели, роднини и практикуваат во Кина, значи да покануваат гости, да одат на гости. Така да не случајно и ги поканивме Skynet да дојдете да видите дел од нашата трпеза. Масата, начинот на кој е наредена денес е традиционална кинеска вечера за нова година и 8 специјалитети е бројката која што ја смета дека е среќен број, дека носи среќа во наредната година, бидејќи кинезите веруваат дека непарните броеви носат несреќа, а парните броеви носат среќа. Не само што бројката на јадењата не е случајна, туку и типот на специјалитетите што се вечерна масава, секој си има свое значење. Например, рибата го има најглавното место и првото место на трапезата за новогодишната вечер. Велат дека мора да има риба таа ноќ, бидејќи веруваат дека рибата символизира берекет, во смисла рибата со една реченица може да се објасни дека значи секоја година да има повеќе од претходната. Ако се стави риба на трапезата, значи дека наредната година ќе биде побогата. Мора да има салата. Значи ние во овој случај ставивме салата која што ја нема во нашето мени, со познати иглести печурки. Значи салата од краставица, морков и иглестите печурки, тие се малце киселки по вкус, меѓутоа се многу здрави за виталност на телото, освежуваат и го забрзуваат дигестивниот систем. Исто имаме во Кина многу позната супата, значи секој оброк вела дека пожелно е да биде придружен со супа, каде што може да приметите дека има црпкалка внатре и секој од членовите се зима и се става во тонирчето, бидејќи многу е битно да се напомене, не случајно и јадењата се ставени на овој круг, на округлеста тркалезна маса, која што целта е да го обедини семејството. И на тој начин не е секој да јаде од своја порција, туку си се става на средина и сите се зимаат посебно кој што сака да проба. Оваа супа која што денес ја понудивме за новогодишната вечер исто ја нема во нашето мени и се вика супа од златни конци. Зошто златни конци? Може да приметите дека на врвот на супата има многу тенки кои личат на конци. Тоа не е конец, само името е символично ставено. Тоа е чипс од компир, кој што е рачно изработен. На кој начин е вака тенок? Да, куварите рачно го изработуваат, го сечат со сатар на многу тенки делови, значи дури машина не може да успее вака и потоа го пржат во вок тава и до степен додека стане крцкав, токму како чипс, и го ставаат како декорација врз супата. И многу интересно дека супата кога е врела и кога чипсот ќе се натопи во супата, многу убаво крцка во уста и го дава тој ефект на златни конци. Што велиме, внатре во супата има црни кинески печурки. Знаеме, сме спомнали неколку пати зошто црните кинески печурки се здрави, меѓутоа во комбинација со чипсот се и во европски стил, значи дури го служат и кинески ресторани кои што постојат во Европа, бидејќи сите знаеме дека компирот е многу поддржан и обожаван од луѓето во Европа. Исто традиционално и многу познато што мора да го има секоја новогодишна вечер за кинеската нова година се пелмените. Имавме можност да видиме газдарицата на куќата, лично сакаше да присуствува и да ги прави
Пелмените, значи тоа е мајката на мојот сопруг. Тоа е домашно традиционално јадење и во рестораните, каде што пелмените ќе имаат прилика гледачите да видат како се прават и со тестенце како се месат. Внатре може да бидат вегетаријански, може да бидат со месо. Во овој случај ние ги направивме со месо и се става паричка внатре. Како ние имаме сличен празник и кај нас, со паричка во лепчето кога ставаме, веруваат дека оној пилмен што ќе се падне кај таа особа, паричката која ќе се погоди, тој ќе има берике целата година и вака ги редат во круг. Може да приметите дека за оваа новогодишна вечер сите специјалитети се декорирани интересно. Да. Многу обрнуваат внимание во Кина за време на празниците. Секој специјалитет што ќе се стави да биде различен од претходниот, меѓутоа внимаваат на декорацијата. Еве токму како што е овошната салата. Интересно што овошна салата, а внатре е ставено и патлиџан, значи во форма на цвет, бидејќи во кинеската култура е познато дека мешаат зеленчуци и овошје. Така, и сега јас извинувам што ќе те прекинам, меѓутоа сакам да се задржиме малку повеќе на пелмените. Ние имавме еднашка минатата нова година чест да учествуваме во една ваква традиционална кинеска вечера. Па би сакала да прашам на кој ден, дали има некоја традиција на кој ден од новата година се организира оваа традиција, на кој ден се јадат пелмените? На првиот ден. На првиот ден, так. Да. После тоа наредните 15 дена додека трае кинеската нова година, ги посетуваат своите роднини и пријатели во домовите и јадат во нивните домови. Меѓутоа вечерта кога се прават и се јаде за да видат каде ќе се падне паричката, тоа е првиот ден на новогодишната. Така, кој ден сме денеска од новата? Денес 11-тиот ден од новогодишната. Така, кога нашите гледачи ова ќе го гледат, ќе биде веќе ден пред истекот на новата година кинеска. Да, и интересно да ви напоменам дека има туку уште еден десерт кој што го нема до сега, еве од нашето 11 годишно постоење не сме го имале во нашиот ресторан, а тоа е крушата, која што е направена на многу интересен начин. Ќе имам и прилика, би сакала кувара додека го прави тоа да го снимите некоја наредна прилика. Во моментов е направено со шира и во Кина, значи овој десерт е многу познат и го практикуваат бидејќи веруваат дека крушата е здрава, помага за дишните патишта, помага, има многу повеќе од половина од диететските влакна што треба да ги содржи. Човек што треба да ги консумира, исто многу помага бидејќи има антиоксиданси повеќе во себе, антиканцерогено дејство и дури значи можам да кажам дека приоритет ставаат на крушата многу повеќе отколку на другите овошја. Нормално на трапезава имаме и пилешко и вегетаријанско јадење. Денес одлучивме за сладко кисело пилешко бидејќи тоа е многу познато пилешко во Кина и сосот е многу познат, го јадат и деца и жените. А за вегетаријанскиот специјалитет овој пат се одлучивме за пај цај, а тоа е традиционална кинеска зелка која што кај нас ја има само сезонски, не може во било кој период да се најде, а бидејќи е свежа и содржи многу витамин Б, витамин С и витамин А, ја препорачуваме во овој период кога е ладно, има многу вируси и наместо витамини што купуваме вештачки, шумечи, доколку на пример имаме гости кои што немале можност да пробаат кинеска храна, а се вегетаријанци, практикуваме во овој дел од сезоната, го вметнуваме во мени кинеската зелка, која што ја готват на многу интересен начин, бидејќи кога ќе се вкуси, таа се уште крцка, а има малку кисел вкус и ја рачунаме дека е како топла салата. Така. И сега на оваа трпеза се застапени сите вкусови, има и сладко, и луто, и кисело. Дали е тоа случајно или е обичај да се имаат сите вкусови на трпезата за новогодишната ноќ? Значи да, вкусовите секогаш во Кина се трудат било која, не само за новогодишната вечер, туку секој оброк да изгледа токму вака, минимум да биде од 4 јадења или 6, нели? Во овој случај 8 бидејќи е празник. Ги застапуваат сите вкусови, бидејќи во Кина позната е едно верување, теза која што веруваат дека светот е составен од 5 елементи. Сега, кои се тие 5 елементи? Значи, оган, вода, земја, дрво и метал. И сега веруваат дека сите овие 5 елементи се поврзани со 5 вкусеви.
значи водата е поврзана со солениот вкус, оганот е поврзан со горчливиот вкус, дрвото е поврзано со киселиот вкус, металот веруваат дека е поврзан со лутиот вкус, а земјата е поврзана со сладкиот вкус. И токму затоа на трапезата, значи тие веруваат дека секој од овие вкусеви, доколку се јаде во текот на еден оброк, го овозможува телото да прими се што му треба. А не, например, како кај нас се случува на крај да јадеме десерт, кој што десертите се по-кремлива форма имаат, значи се потешки и веруваат дека на тој начин дополнително внесување на такви шеќери во организмот може да допринесе да се направи дисбаланс, односно прекомерна тежина. А доколку сладкиот вкус се внесе, како што е во случајот преку сладко-кисело пилешко, сладко-кисело, самиот баланс кажува не е благо како што е нашето благо, и киселиот вкус овозможува еден баланс да после оброкот на телото не му е потребен десерт. Еве може да приметите дека овошниот десерт е во овој тип, значи не е како крем или на пример крушата. Се што ставаат во кинеската на кинеската вечер или во еден оброк го применуваат како десерт, гледаат да е здрав пред се, а не да содржи кремови и тешки шеќери. Само една порака до гостите, значи мојата свекрва која што имаше прилика вечерва нели да ги прави пелмените, ми напомена да кажам на гледачите една порака дека токму вака наредена софра значи надеж за големи достигнувања, бидејќи веруваат дека и во Европа, доколку луѓето на овој начин се здружат и на една округла маса заедно јадат и направат порции од парен број на десерти, дека тоа значат наредна успешна година, големи достигнувања.